Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Адвентистичкото радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве не и денеска повторно заедно. Се радувам што можеме да се дружиме во наредните 60 минути. Денеска сме 24 декември, петок 2021 година. Уште 7 дена неделат од новата година или од завршувањето на оваа календарска година. Што се однесува до денешните сервисни информации, сонцето изгреа во 6 часот и 56 минути, а ќе зајде во 16 часот и 7 минути. Што се однесува до временската прогноза, јутрово во Кавадарци имавме студено утро, -8. Така беше и во останатите делови на нашата земја. Во Беровскиот регион беше дури -9, Гевгелискиот регион е малце потопло, од -2, ќе биде до 10, Кавадарци ќе достигне до 6 плюс 6 степени, Битолскиот регион, Пелагонија од -4 до 6, Охридскиот исто така утринските беа под нулата, односно -2, Кичевскиот регион, Пологот -6, Куманово -7 до 4, Скопскиот регион -6 до 3 степени над нулата. Очигледно и денеска ќе имаме свежо време. Меѓутоа, не треба тоа да не плаши, бидејќи влеговме веќе во зимата, така да имаме зимски температури. Еве како гласи денешнава прогноза. Сончево со мало до умерено облачност, поголема во западните делови и с услови за утринска магла по одделни котлини. Ке дува слаб, а во западните делови умерен ветер од југозападен правец. Веќе од утре ќе имаме поблаги температури, почитувани гледачи, а за викендот температурите ќе бидат и утринските во плюс, така да ни следуваат потопли денови, поготово недела, понеделник ќе имаме и дури високи температури до 12, односно до 15 степени, мислам на дневните температури. Како и да е, полека се ближиме кон крајот на оваа календарска година. Бидејќи ова е христијанско радио и ова утро ќе започнеме ова наша емисија, ова наше дружење со кратка молитва. Господи Боже, Ти благодариме што не разбуди и овој нов ден, ново утро. Те молиме и денеска да не чуваш, да не водиш според Твојата милост. Тоа те молиме во Христово име. Амин. Денеска е 24 декември. Утре 25 декември за голем број на христијани започнува, односно се прославува Христовото раѓање Божик. Иако ние знаеме дека според Библијата немаме точно време, односно датум на Христовото раѓање, но сепак еве некои се одлучили тоа да го прават на 25 декември, а една друга група на христијани на 7 јануари. Бидејќи утре ќе немаме емисија, со денешната завршуваме, ќе отпочнеме повторно, ќе се дружиме во наредниот понеделник, би сакал на почетокот, почитувани гледачи, да си припомниме зошто луѓето го слават Божик. Што е тоа толку важно што се случило во минатото, да денеска луѓето, еве повеќе од 2000 години, го прославуваат тој ден. Би сакал да се подсетиме на библискиот извештај и ово утро да отвориме Библијата, Светото писмо, и да читаме од книгата на Лука или Евангелието според Лука и да видиме како тој го опишал тој миг или тие денови, тие часови кога Христос се родил на ова наша планета.
Читаме во Лука, 2 глава, од првиот стих. А во на време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квиринеј управуваше во Сирија. И сите одија за да се запишат секој во својот град. Така Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет, горе во Јудеја, во Давидовиот град кој наречен Витлеем, зашто беше од Давидовиот дом и семејство, да се запише со Марија, свршената со него жена која беше бремена. А кога беа таму, и дојде време да роди. И кога роди, и го роди својот син, првенец, па го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. А во тој ист крај пастири нокеваа под ведро небо, чувајќи го своето стадо. И одеднаш Господов ангел им пристапи и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: не бојте се, зашто еве ви најавувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи, зашто денес ви се роди Спасителот во Давидовиот град, кој Христос Господ. И ова ви е знак, ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бога, велејќи слава на Бога во висините и на земјата мир во луѓето добра волја. А кога ангелите се отидоа од нив во небото, пастирите се изборуваа еден на друг. Тогаш да отидеме до Витлем и да видиме што се случило таму, за кој ни соопшти Господ. И брзајки дојдоа и ги најдоа Марија и Јосифа и детенцето како лежи во јаслите. А штом видоа, кажа се што им беше речено за детенцето. И сите кои чуја се восхитуваа на она што пастирите им го рекоа, а Марија ги помнеше сите овие зборови и размислуваше за нив во своето срце. И пастирите се вратија славејќи го и фалејќи го Бога за се што чуја и видоа, онака како што им беше речено. Еве, почитувани гледачи, ова беше краткиот извештај за Христовото раѓање. И Мати ни дава опис, и другите евангелисти дават свој видување на овој настан за Христовото раѓање. Очигледно, сега немам намера да ги коментирам овие текстови, но има навистина некои работи што сакам да ги подвлечам. Христовото раѓање не било ниту во декември, ниту во јануари. Тоа било некаде на есен, кога имало се уште топли денови, кога пастирите можеле да ги изнесуваат своите стада на пасење. И овде очигледно една група на пастири се нашле тамо, но кевале, вели, под ведро небо, чувајќи го своето стадо. И одеднаш ангел Господов им соопштил радосна вест. Во декември или во јануари, кога има и снегови, ниеден пастир не ги чува на отворено своите овци. Тие ги чуваат во трла и длабоко доле во низина, а не горе на брдата. Што очигледно, денеска што луѓето го слават Христовото раѓање во декември или во јануари, нема библиска основа, но настанот е тој, навистина се случил, навистина Христос се родил и како што рекле ангелите, тоа ќе биде радост не само за вас, туку за целиот свет. И најрадосна вест е навистина Христовото раѓање, бидејќи на тој начин Исус се приближил, дошол поблиску до човекот, ги почувствувал неговите маки, се она што човекот го поминува, Исус го поминал, доближувајќи се до нас, и Христос умрел како човек. Исус не умрел како Бог на крстот, туку како човек. Тој ги поднел сите потешкоти како што ние ги поднесуваме и ја платил таа голема цена, откуп од вечната смрт, така да ниеден од нас не мора да умре за секогаш. Првата смрт Библијата нарекува сон, но втората е вечна и за секогаш. И затоа, еве, денеска кога еден голем број на луѓе се радуваат, и ние да се придружиме на Христовото раѓање. Зашто овде вели слава на Бога на висините, а на земјата мир во луѓето
dobra volja. Neka vlade mir i dobra volja денеска во секој човечко срце. И тамо кај што се завојувани страните, кај што војуваат, кај што се убиваат, денеска нека замолкнат сите пушки, сите топови и сите лоши работи, да се радуваме, зашто навистина Исус се роди. Но не е доволно само еднаш да се прослави Христовото раѓање. Ние треба секојдневно да дозволиме Христос да се роди во нашите срца, односно да живееме според упаствата, според она што Христос го бара од нас како негови синови и керки. Тоа беше водната порака, почитувани гледачи, по повод Христовото раѓање, зашто утре е Божик и во наредните денови многу луѓе ќе се поздравуваат со оној познати поздрав: Христос се роди, навистина се роди. Сакам ова утро да ја прочитам и утринската порака. Ја наоѓаме во Првото Коринтијаните, во 2 глава, 9 стих. Прво послание до Коринтијаните, 2 глава, 9 стих, кој ќе се споредат двата света. Туку како што е напишано, што окото не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Да видиме сега, да го послушаме и коментарот. Славата на вечниот свет се отвори пред мене. Сакам да ви кажам дека небото вреди да се добие. Целта на нашиот живот би требало да биде да се оспособиме за дружење со откупените, светите ангели и со Исуса, откупителот на светот. Кога само еднаш би можеле да го видиме небесниот град, никогаш не би сакале да се вратиме на земјата. На земјата постојат преубави пейсажи и јас уживам во убавините на природата. Јас ги поврзувам со Творецот, но знам дека ако го сакам Бога и ги држам неговите заповеди, постои далеку повеличествена, вечна слава која ме чека на небото. Какво ли подрачје за истражување ќе се отвори пред нас кога ќе биде отстранет превезот, што сега го замрачува нашиот видик, кога нашите очи ќе го здогледат прекрасниот свет, што сега само делумно го гледаме со микроскоп, која ќе ја гледаме славата на небесата, која сега оддалеко ја наблюдуваме со телескоп, која ќе биде отстрането злокобното влијание на гревот, кога целата земја ќе се појави во красотата на Господа, нашиот Бог. Тогаш секој истражувач на науката ќе може да ги чита извештаите за создавањето, без да открие нешто што би го подсетило на законот на злото. Ќе може да ја слуша музиката на гласовите на природата, без да открие ниту една нота на тага, ниту еден призвук на жалост. Во се што е создадено ќе може да следи само еден ракопис на бесконечната вселена. Ќе го гледа Божето име напишано со големи букви, а ни на земјата, ни во морето, ни на небото нема да види ниту една заостаната трага од злото. Обидете се да го замислите домот на спасените, но имајте нум дека тој ќе биде многу пославен од се што може да го наслика дури и најразиграната мечта. Во разновидните Божи дарови во природата го гледаме најслабиот одсеј на неговата слава. Човечки јазик не може да ја опише наградата која ги чека праведните. Таа ќе биде позната само на оние кои ја наблюдуваат. Ниту еден ограничен ум не може да ја свати славата на Божиот рај. Наистина прекрасен коментар. Елена Вајт ова го добила во видение, во визија. Бог и го опишал небесниот град и се оно што постои таму во тој небесен град. Кога ќе се споредат двата света, вели текстот, денешниот и оној идниот, навистина има огромна разлика. Можеме, почитувани гледачи, ние да бидеме во тој нов свет. Само од нас зависи, од нашата одлука и од нашата вера во Господа. Да го следиме и денеска Христовиот пат, само тој ќе не однесе до тој нов град. Продолжуваме со една убава песна, потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата емисија. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема
večno si te živeja, tamo v ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja bežali Bog. Koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Znajel ti zemlja za koja kopne ja, tamo nema plačenje, tamo ima večen mir. Kaj so milite svoj, ke videme zajedno, tamo v ta zemlja jaz bi otišao. Zemlja znam kaj što se si te srekni, tamo večno živeja bežali Bog. Koga jeden den toj tamo ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи. Сега следува рубриката за молитвата. Верам дека секој утро се молиме пред да отпочнеме со секојдневните дневни активности. Еве, овутро ќе прочитам неколку мисли. За христијанинот молитвата не е само слободен избор, напротив, тоа е потреба и наредба. Семејството кое се моли заедно, ќе останат заедно. Новозаветниот грчки збор за признава значи да се служиш со Бога. Да се сложиш со Бога. Не е чудо што признавањето е добро за душата. Визијата е уметност со која работите, можеме да ги гледаме невидливо. Да гледаме во молитвата значи да ги отвориме нашите очи, да ги забележат невидливите Божи тајни. Во молитвата не учествуваме само за да му кажеме на Бога што сакаме да направиме. Целта е да откриеме што Бог сака да направиме. И затоа ние на крајот, кога се молиме, треба да кажеме: Боже, нека биде волјата Твоја. Ние може се да побараме, но Бог најдобро знае за нас кои се најдобрите потреби. И затоа на крајот убаво да кажеме: Боже, нека биде Твојата волја. Во молитвата не учествуваме само да му кажеме на Бога што сакаме да направиме. Целта е да откриеме што Бог сака да направиме. Само Бог ги знае решенијата за проблемите со кои што ќе се соочиме. Слушањето во молитва ни овозможува да се усогласиме со Божите решенија. Во Божето присуство молитвата ти возможува да ги замениш сите твои мисли со Божите. Значи, во Божие присуство молитвата ти овозможува да ги замениш своите мисли со Божите. Молитвата ги менува работите. А знаете кого најмногу го менува? Тебе и мене. Значи, молитвата ги менува работите, но најмногу тебе. Верноста во молитвата е доказ за верно пријателство. Верноста во молитвата е доказ за верно пријателство. Користи го времето мудро, она што сме зависи од она што го примаме од Бога. Значи, она што сме зависи од она што го примаме од Бога. Она што го примаме е соодветно на времето одвоено насамо
во молитва. Значи, колку повеќе сме насамо во молитва, колку повеќе се молиме, не само Бог што не менува, туку како што овде прочитавме, едноставно Бог сака да ни помогне и ќе ги услиши нашите молитви ако бидеме упорни. Еве уште неколку реченици сакам да прочитам, почитувани гледачи. Кога христијаните меѓусебно би се дружеле, кога меѓусебно би разговарале за Божјата љубов и за драгоцените вистини на откупувањето, нивните срца би биле освежени и тие меѓусебно би се крепеле. Ние би морале секој ден подобро да го запознаваме нашиот небесен Отец, да стекнуваме нови искуства со неговата милост, тогаш би сакале и да зборуваме за неговата љубов и кога би го правиле тоа, нашите срца би се загреале и охрабриле. Кога повеќе би мислеле и разговарале за Исуса, а помалку за себе, би биле многу почесто во негово присуство. А тоа ќе го направиме секако со проучување на Библијата, но и со молитва. Кога би мислеле за Бога само онолку колку што имаме докази дека тој се грижи за нас, тогаш тој секогаш ќе биде во нашите мисли и ние ќе уживаме да зборуваме за него и да го славиме. Ние зборуваме за поминливите работи затоа што се интересираме за нив. Ние зборуваме за нашите пријатели затоа што ги сакаме. Нашите радости и нашите таги се поврзани со нив. Сепак ние имаме неизмерно повеќе причини да го љубиме Бога отколку нашите земни пријатели. Би требало да биде најприродно него да го ставиме на прво место во нашите мисли, да зборуваме за неговата добрина, да раскажуваме за неговата сила. Богатите дарови со кои не обсипал, не ни се дадени да го окупират нашето внимание и нашата љубов во толкова мера, за да немаме повеќе со што да му возвратиме на Бога. И еве уште две реченици. Ние живееме премногу близу до земните низини, да ги подигнеме очите кон отворената врата на небесното светилиште, во кое светлината на Божјата слава го осветлува лицето на Христа и кој може да ги спасува за вечни векови оние кои преко него доаѓаат кај Бога. Еве, почитувани пријатели, драги гледачи, тоа беше рубриката за молитвата. Зошто ни е потребна молитвата? Секако ни е потребна. И затоа сакам да ве повикам да навистина ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот. Ако имате ваше лични искуства, почитувани гледачи, слободно напишете ги, а ние ќе ги објавиме, односно вашите искуства ќе ги пренесеме до сите наши гледачи. Пред да поминеме на следнава рубрика, би сакал, може би од режија ќе биде и подготвен спотот, да ви понудам онлайн дописна библиска школа. Значи, преку интернет ќе можете да се допишувате. Овде имаме 8 прекрасни подрачја кои ќе ви помогнат да добиете многу повеќе информации, како на пример за археологијата, за историските факти кои се запишени во Светото писмо, за верувањата, како и на кој начин да веруваме во Господа, за семејството, за бракот, за здравјето. Тоа се работи кои може да ги најдете овде во ова онлайн дописна библиска школа. Значи, се што е потребно да влезете во веб страницата на Библијата зборува и таму има упатства како да се зачлените, како да ги пополните тие рубрики и едноставно ќе добивате во електронска верзија прашања, на нив ќе одговарате, лесни се, многу се едноставни, бидејќи се дадени во самиот текст, што треба да го прочитате текстот и на крајот ќе добиете една убава диплома. Еве сега, ако е се подготвено од режија, да го слушнеме и да го видиме спотот. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата
Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, во нашата емисија. Сакам да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма која се емитува од понеделник до петок, секој ден во 8 часот и 30 минути. Посебен поздрав до оние кои се можеби на нивните работни места, па и вие кои сте дома поред вашите топли шпорети, уживајте во убавите песни кои ги пуштаме и во материјалот кој го споделуваме со вас, почитувани гледачи. Поздрав и до оние кои можеби денес прославуваат роден ден, сите сме добре дојдени и нека Господ сите не благослови. Следува рубриката Животни искуства и денес ќе споделам едно интересно животно искуство на една личност која го запознала Господа. Се викам Ајша, живее во Скопје. Родена е на 4 февруари 1981 година. Од своето детство го сакав Бога и го почитував како што бев научена. Меѓутоа, еден настан што се случи во моето детство придонесе да поставувам такви прашања поврзани со Бога и религијата што ме доведоа до вистинското сознание за Бога. Имено живеевме во Германија, кога на свој 12 години почнав да одам во џамија. Еден ден покрај нашето место на живење во Германија поминува неколку луѓе христијани кои со себе носија христијанска литература и проповеда за тоа дека наскоро ќе настапи крај на светот. Бидејќи бев заинтересирана за тоа што ќе се случи со нас и со нашата планета, дојдов да се запознам со нив и влеговме во дискусија. По таа средба со нив и со знанието дека ќе дојде крајот на светот, имав немир и неодговорени прашања за себе. Се одлучив да се молам на Бога за да дознам како да се поставам во таква ситуација. Бог ми одговори на молитвата со тоа што ми даде еден сон. На сон видов двајца ангели како слегуваат од небото и доаѓаат кај мене, носејќи ме горе на небо. Им поставив прашање. Да видиме сега кои се тие прашања што ги поставила ова Господја на небесните суштества, односно ангели. Што се случува? Каде ме водите? Тие ми одговорија. Ајде со нас, секи ти кажеме. Ме доведоа на едно место и тука на тоа место слушнав глас кој ме праша: знаеш ли зошто си овде? Одговорив: не. Си слушнала дека ќе дојде крајот на светот и дека сакаш да знаеш како да се поставиш во таква ситуација. Еве јас ти ја услишив молитвата и те доведов на ова место за да го покажам сето тоа. Бог ми покажа сето она што ќе се случи на крајот пред неговото второ доаѓање. Ситуацијата беше навистина многу специфична. Она што денеска го читам во Библијата за крајот на времето, сето тоа го видов во сон. Видов што ќе се случи со оние кои што му останале верни на Господа и со оние кои не сакале. Благословен беше крајот на послушните, меѓутоа многу тажна беше сликата пред мои очи кога имав прилика да го видам крајот на непослушните. Потоа ми го покажа рајот и неговата раскошна убавина. Немам зборови со кои би можел да ја опишам таа убавина што ја гледаа моите очи. После тие зборови уште го слушнав тој глас кој ми рече: ти ќе бидеш заштитена. Уште еднаш прашав: кој си ти? Одговор не добив. По извесно време разбрав дека тоа бил Исус. Го имав видено како седи на престолот во сиот свој сјај и убавина. Бела небесна облека и прекрасна круна на главата. Имаше срб во раката и песочен часовник. Го видов неговото лице и забележав дека имаше солзи во неговите очи. Тогаш бев сигурна дека ќе бидам заштитена. Во тој момент се разбудив, се најдов во молитва на колена, целата испотена. Сонот
sonot go ima vkaženo na jedan verski vodač od redovite na islamot, no toj ne mi dade nikakvo objašnjavanje za sami son. Mi reče da napravam neki muslimanski ritual i nikomu da ne mu kaževam za sonot. Sve do toga go doživja vo Germanija koga ima 12 godini. Odev tamo vo džamija vo mnogu navrati gi prašovav odgovornite luge da mi dadat objašnjavanje za sami son, no nikoj ne mi dade vistinski odgovor. Imav golem nemir vo srce to. Od Germanije otjedo vo Belgija, od tamo vo Republika Makedonije se vrativ nazad. Imav nekad okolo 16 godini. Vo Makedonije dojdov vo kontakt su luge koji što širja hristijanska literatura. Ne znajev da čitam, no Bog napravi čudo za da naučam. Poleka pošao da čitam. Slednata godina se zapoznav s jedno momče, krsten adventist koji podosna stana i moj soprug. To je beše veren i reven hristijanin adventist, a ja samo go istražuvav Svetoto pismo i se dvoumev dali da se omažam za nego. U mojto srce se vodeše golema borba po to prašanje. Jedan glas mi veleše, nemoj da se omažiš za nego, ti si muslimanka, a to je od druga religija, vnimavaj što ke napraviš. Jedan drug glas mi go veleše sprotivno to. Ako se omažam za ismet, ki imam blagosloven brak. Mnogo se dvoumev, no na kraju preovlada ljubovta i slednata godina se venčavme i vlegovme vo brak. Po venčavanjetu, kako što je redot, ni dojda mnogo gosti, ni doagja na gosti i dosta naši braki i sestri adventisti. Vo tije razgovori so niv im go kažav moje to iskustvo. Adventistite vrzostavu na Biblijate, mi go objasnja sonot što go ima videno. Tije mi pomogna da dobijem odgovor na moje te prašanja. Mojta doverba u Isusa se zacvrsti, jas mnogo go zasakav. Potom dobiv me i deca. Go dobiv me našto prvo dete. Mu dadov mi ime Venjamin. Vo jedna prilika našto dete seriozno se razbole, pri što morav da ležam vo bolnica so nego. Od Boga barav pomož za moje to dete. Go molev so slednata molitva. Gospode, pomogni da se isceli moje to dete. Ako mi uslišiš molitvata, jaske napravam zavet su tebe. Bog vednaš mi je usliši molitvata, mi go isceli deteto, no jas ne napraviv zavet su nego. Po jedna sedmica Venjamin povtorno se razbole. Sega situacijata beše ušte poseriozna. Imaše navistina seriozna bolest. Mi primjavo bolnica zajedno so moj sin, se molev na Boga kako nikogaš porano. I ja uvidov svojeta greška, nego ispolniv svojeto vetuvanje. So solzi v očite i so otvorena duša, go izliv svojeto srce pred Boga. Se molev iskreno i revnosno. Po iskrenata molitva mnogo bev umorna i brgo zaspav. Bog vednaš mi dade odgovor, mi dade ušteden son. Bog vo sonot mi pokaže kako mnogo luge odatko neboto so kruni na svojite glavi. Od neboto slušnav glas koji mi kaže, kade tvoj soprug, tamo je vistinski otpad, nemoj poveke da se kolebaš. Brgo se razbodiv i razmislova za ono što mi beše kaženo. Odlučiv uštednaš da se molam na Boga. Na Gospoda mu rekov, ako je ovo od tebe, Gospode, i ako je to tvoja volja, te molam uštednaš pokaži mi. Povtorno brgo zaspav, Bog povtorno mi dade ušteden son, se gledav sebi si, oblečena vo belo kako se naogjam na neboto i kako na mnogumina im svedočiv. Koga se razbudiv, bef osvedočena deka to je Gospodov odgovor. Deteto se izleči, ozdrave, veke nemu beše ništo. Vo svojето srce donesov rešiteljna odluka, vo prva prilika koja ki ima krštevanje, ke napravam zavet so Gospoda. I taka se sluči. Pri prvata prilika koga imaše krštevanje, jas napraviv so Boga zavet. To beše na 10. april 1999. godina. Zajedno su ušte 7 drugi brakja i sestri. Blagodaram na Boga za njegovata ljubov i za trpenijeto što go imaše kon mene. Evo, dragi gledači, ovo beše današnje iskustvo, nova gospođa, nova sestra koja go zapoznala na čudan način. Bog se otkriva na čudni način i ponekaške potrebi bolest, ponekaške potrebi nekoja loša dijagnoza, ponekaš Bog ke ne dotera do takva situacija da sami te razmisluvame, deka bez nego ne možeme. No Bog nikogaš ne ostava, to je ne saka do kraja.
Продолжуваме со една песна, ако е подготвена од режија, а потоа повторно ќе се вратиме во нашата програма. Кога Бог ти вока, имаш молитва, спомни си за мене. Имам потреба, знай, скоро секој час, моли се за мене. Моли се за мене, кога си на молитвен час. Моли се, имам потреба, Бог да биде со мене тој час. Кога води вока, имаш молитва, спомни си за мене. Имам потреба, знај, скоро секој час, моли се за мене. За тебе ќе се молам, кога сум на молитвен час. За тебе ќе се молам, Бог да биде со тебе тој час. Моли се за мене, кога си на молитвен час. Моли се, имам потреба, Бог да биде со мене тој час. Еве повторно назад во живо во нашата емисија, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма која се емитува од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Дојдовме до рубриката за здрава храна. И ово утро ќе споделам неколку рецепти од Валентина Глигорова, нутриционист од Гевгелија. Сакам да ги прочитам, бидејќи се интересни овие рецепти и корисни, а пред се здрави. Мокно смути за одржување на хемоглобинот. 100 грама малини, 50 грама вишни, 2 лажици аронија, 100 грама цеден сок од калинка, 200 грама цеден сок од портокал, 100 грама цеден сок од јаболка, 100 грама вода, парче манго или парче тиква, една лажица сува коприва или грст спанаќ. Сите состојки се блендираат. Навистина, ако ова го направите, тоа е здрава бомба, што се вели за нашиот организам. Силно смути или мокно смути за одржување на хемоглобинот. Ако имате проблем со хемоглобинот, еве идеален рецепт за да го подобрите. Шејк детоксикатор со капини и цитрон за имунитет. Денеска кога се уште овој вирус владее
и хара по целиот свет. Се наоѓаме во зимски период кога и нашиот имунитет природно опаѓа, бидејќи храната е различита од она летната, сонцето се помалку ги има. Еве како да го подобриме нашиот имунитет. Цеден цитрон, куркума, ѓумбир, мало парче целер, 100 грама капини и сето тоа се блендира и секако се пие. Рибизли шејк со ѓумбир од куркума. 1 цеден лимун, 1 цеден цитрон, вода, рибизли, 1 круша, куркума, ѓумбир, состојките се исто блендираат. Ананас, куркума, детоксикација за имунитет. Цеден ананас, 4 цели мандарини, малку куркума и 1 кива. Сето тоа се блендираат. Авокадо, пудинг со хелда и бадеми за подобрување на крвната слика. Барена хелда се блендира, се додава 1 чаша малини, авокадо, урми, цимет и одзгора се посипува со мелени бадеми. Навистина вкусно, според оно што го читам, навистина може да го замислиме колку би било тоа убаво да се употреби. Мандарина шејк со шумско овошје. Цеден сок од 5 цедени мандарини, 1 цеден лимон, грст шумско овошје, ѓумбир, вода, сето тоа се блендира. Детокс салата е за брз метаболизам. 2 сецкани киви, 1 рендано јаболко, 2 суви смокви и 1 лажица чија семе. Претходно 2 минути одстоено во вода. Се зачинува со лимон. Аронија детокс со јагоди. 4 лажици аронија, грст јагоди, цеден сок од портокал и лимон, вода, ѓумбир, смесата се блендира. И еве уште еден, малини крем шејк. 1 чаша јогурт, 300 грама вода, 2 големи лажици, индиски ореви, 1 банана, грст малини, состојките се блендираат. Значи, ова 300 грама не е вода, туку 1 чаша јогурт од 300 грама. Потоа вода се додава, 2 големи лажици, индиски ореви, 1 банана, грст малини, сето тоа се блендираат и се пие. Навистина, пробајте ги овие рецепти, почитувани гледачи, верувам ќе ви бидат корисни, посебно во овие денови, зимски денови, кога нашиот имунитет, на жалост, природно опаѓа. Еве за крај, во ова рубрика за здравствени рецепти, ќе споделам уште еден убав рецепт. Направете сами протеински блокови со куркума за подобар имунитет. Веројатно веќе знаете бројни придобивки од консумирањето на куркума, но знаете ли како може да си додадете, да го додадете овој зачин во секојдневната исхрана? Многу е лесно. Се што ви е потребно се малку суво овоше и 10 минути слободно време. Еве како да си направите протеински блокови од куркума за јакнење на имунитетот. Потребни се следниве состојки. 1 чаша сушени урми, 1 чаша сушен ананас, ситно исецкан, 1,5 чаша кокос, 2 чајни чаши индиски ореви, 2 лажици ванила, 8 лажички куркума. Начин на приготвување. Измешајте ги сите состојки во блендер, зачувајќи само 1,5 чаша кокос. Со мокри раце од хомогената смеса направите топчења или поделете ја смесата на 4 еднакви делови и направите правоаголни блокови. Извалкајте ги во остатокот од кокос и ставите ги во фрижидер да се зацврстат. И уживајте кога ќе ги користите, односно кога ќе ги јадете. Еве, почитувани гледачи, сакам пред да продолжиме во последната рубрика за денеска, да ви понудам еден маркер по повод новата година. Ние како редакција приготвивме еден убав маркер, сега верам ќе го видите, одрежак ќе биде пуштен, на кој пишува срекна нова 2022 година и еден убав библиски текст на кој пишува не плаши се, јас сум со тебе.
To je znači tekst od knjigata na prorok Isaija. Ne plaši se, ja sam su tebe, ja sam tvoj Bog. To je marker koji go prigotovime za vas. Ako sakate da go imate, slobodno napišite ni do našta redakcija, da dostavite gi vašte podatoci, a nije vo pismo, ki vi go ispratime, da jednostavno go imate vo vašite Bibliji doma, da sveko jedan koga je otvarate ta sveta knjiga, da može da gi čitate ovje prekrasni zborovi i da ve čuva i da ve vodi ova misla deka Gospod je so nas i vo ova 2022 godina, kako što beše do denešen. Би сакал сега, почитувани гледачи, да слушнеме уште една песна, потоа ќе одеме на последната рубрика и така полека ќе ја завршиме ова наша денешна утринска програма. Значи, одеме сега со песна. Misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da li negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš tvoj, da te čuje Bog, a on je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje se rane zna. Sad navire radost, nam potiče tvoj rast, a mir prožima dušu tvoju sam, struji kroz tebe ta ljubav njegova. Bio si uhvaćen, znam, kao neki list na vjetru sam. Molitvu šaptao si, da te čuje Bog, pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje sve rane zna.
Почитувани гледачи, еве неповторно во живо во нашата емисија. Дојдовме до последната рубрика во рамките на денешната утринска програма, кога зборуваме за археологијата која потврдува Библијата. Денеска ќе слушнеме нешто многу важно, а тоа е врвно откритие. Што пронашле археолозите, а за нас, обичните луѓе, е толку важно, односно за нас христијаните. Помина повеќе од 60 години од највозбудливото археолошко откритие на сите времиња. Станува збор за ракописите пронајдени во 1947 година во пештерите кај Мртвото море близо до Кумран. Таму некогаш живееле есени припадници на познатата еврејска верска секта. Во текот на минатите 60 години за тоа откритие се напишани над 15.000 докторски и магистерски трудови и безброј книги и стручни прилози во списанијата во цел свет. Речи си да немаше весник кој не пишуваше за тоа. Нашите главни весници ја објавија та ударна вест за пронаѓањето и за значењето на кумранските ракописи. До сега на хрватски јазик излегоа неколку книги, а ете и во Македонија имаме надписи, есеи, односно прилози кои го пишуваат ова откритие во Кумран 1947 година. Илјаници луѓе го посетиле Кумран за да го видат местото на кое се припишувани, чувани и пронајдени овие ракописи. Туристичките водачи од цел свет удушевено зборуваат за ракописите пронајдени, односно за тие свитоци. Во март 1947 година еден бедуински 15-годишник Мухамед Амал ад Диб од племето Тамир ги пронашол ракописите. Една од неговите кози влегла во пештерите, за да ја врати Мухамед, фрлил по неа камен. Звукот на скршената гранчарија предизвикал љубопитство кај момчето. Го повикал својот пријател и двајцата се вовлекле во тесната пештера. Биле вчудоневидени, насекаде лежеле земјени ќупови полни со дрвени кожни ракописи испишани со чудно писмо, завиткани во распаднато ленено платно. Мухамед со пријателите тие ракописи ги однеле кај муслиманскиот шејк во Витлеем, гледајќи дека ракописите не се пишувани со арапско писмо и предпоставувајќи дека можеби се сириски, овој ги упатил во Иерусалим, каде што продолжува потрагата по идниот собственик на драгоцените ракописи. Ова откритие го вчудоневидело светот, зашто до тогаш уште никаде и во толково количество не е пронајдено такво богатство. Па од 1951 до 1956 година се пронајдени уште околу 40.000 библиски единици, кои се уште и еден ден се испитуваат и се чуваат. Арапско-израелската војна, која избувнала во 1948 година, од почетокот оневозможила пристап кон наоѓалиштето. Сепак, новостите за откритијата пристигнале во јавноста во април 1948 година. Зошто се важни, почитувани гледачи, овие кумрански ракописи? Затоа што внатре се најдени оригинали од оригиналните, значи препис од оригиналот, и кога тие пронајдоци се споределе со денешната Библија, што ние имаме во наши раце, е идентична, иста, што значи нема никакви промени, иако поминало илјадници години. Еве да прочитам уште неколку интересни податоци, односно со досегашното изучување на овие ракописи утврдено е дека најстарите потекнуваат од 3. век пред нашата ера, дека тие во просек околу 1000 години се постари од најраните ракописи на еврејската Библија, познати од времето на откривањето на ракописите кај Мртвото море. Така овој пронајдок значително не приближува до изворите на списите на книгите на Стариот Завет, во кои се служеле Исус Христос и апостолите. Објективното проучување на доказите од свитоците води кон отфрлање на секој тврдење дека Исус имитирал некаков или некој си учител на праведноста. Од 10 свитоци, работата, животот и смртта на спомнатиот учител во ништо не се слични со работата, животот и смртта на Исуса Христа, ниту пак есенското очекување
na Месија zapravo двајца Меси покажува некаква сличност со Исуса и со неговата служба. Христијанството сигурно не е родено од есенството, ниту внатре во него. Си мисли на она група есени кои биле и живеле како верска секта, кои верувале дека ќе се појави уште еден Месија и така натаму. Проучувачите на Библијата се по-конзервативно уверување се израдувале и се охрабриле со резултатите нови истражувања, зашто во нив гледаат потврда на зборовите на пророк Исаија, напишани пред 27 векови. Требате се суши, цветот овенува, но речта на нашиот Бог останува до века. Еве, почитувани гледачи, тоа беше рубриката за иште знатите градови и цивилизации, односно археологијата ја потврдува Библијата. Пред да се одјавиме, пред да ја завршиме ова денешна емисија, сакам нешто да прочитам, бидејќи за викенд нема да се видиме, повторна средба ќе имаме во понеделник. Сакам една кратка приказна да ви прочитам, а преку неа да дадам една порака, да бидеме упорни секогаш во нашиот живот. Си била една група на жаби, кои живееле во мучуриштето покрај една висока кула. Еден ден тие решиле да се надпреваруваат која ќе се искачи на врвот од кулата. Се расчуло за ова во околината, па се насобрале доста гледачи сиерџии. И надпреварот почнал. Арно ама, никој од присутните не верувал дека некоја жаба ќе успее да се искачи на врвот од кулата. Цело време вртеле со главите и зборувале. Ле, тоа е многу напорно. Никогаш нема да успеат. Или, ма нема да успеат, кулата е многу висока. Навистина, една по една жабите почнале да заостануваат, да се откажуваат, освен една, која брзо лазела, се качувала се повисоко и повисоко. Гледачите повторно почнале да викаат: тоа е многу напорно, никој не може да се качи горе на врвот на кулата. Но жабата упорно одела напред и воопшто не покажувала знаци дека ќе се предаде. На крајот упорната жаба се искачала на врвот на кулата. Останатите жаби, како и гледачите, сакале да дознаат како успеела токму таа да го стори тоа што другите не можеле да го направат. Еден од гледачите се приближил до жабата за да ја запраша како таа успеела да се искачи на врвот и што е мотивирало за да успее. Жабата само гледала и гледала. Кога ја прашал повторно и повторно, а таа само гледала. Дури тогаш се дознало дека всушност жабата победник е глува. Почитувани гледачи, бидете глуви за секој оној кој ќе ви рече дека не знаете или не можете да ги остварите своите цели и соништа. Бидете упорни до својата цел. Упорноста се исплаќа. Нека и овој ден и деновите кои се пред нас да бидеме успешни, односно упорни, да не се откажуваме, да поставиме цел и со Божја помош секако ќе ги постигнеме тие наши цели. И посакувам убав ден, убав викенд, почитувани, а вие кои го славите Божик, радувајте се и ние со вас ќе се радуваме. Се гледаме повторно, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник во 8 часот и 30 минути. А до тогаш останете одговорни, чувајте се и пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.